Корона кризата ограничи многу работи, па и човековото право да учествува во културниот живот на заедницата и да ужива во уметностите. Прашањето на кое баравме одговори со колеги од Србија е до која мера згасна културата и општествениот живот во време на COVID-19. Во Скопје театрите и други установи воведоа протоколи за работа, но брзо потоа се покаже дека е невозможно да се работи на тој начин. Македонскиот народен театар во овој дел од вечерта вообичаено ги прикажува театарските представи од својот редовен репертоар. Но тоа во нормални услови. Сега, поради корона кризата, театарски представи не се одржуваат, а зградата на театарот е сосем празна. Зошто нема логика да се одржуваат представи, најдобро покажува споредбата. Лани во октомври МНТ го посетиле 7314 гледачи. Годинава истиот месец биле продадени 282 влезници или 25 пати помалку. И во Ниш, Србија, не е ништо поразлично. Како функционира културата во услови на епидемија, одговори побара Никола Марковиќ, и самиот уметник кој при бежиште од глобалната пандемија наоѓа во книжевноста. Пред зградата на Нишкиот народен театар тој не најде луѓе, бидејќи објектот не работи, иако тоа не е забрането. Причината е што голем дел од актерите и техничкиот персонал се позитивни на COVID-19. Само постојање позоришне уметности, njegova osnovna svrha jeste taj susret sa publikom. Taj sam susret glumaca, odnosno predstave i publike, nažalost nismo mogli u svom punom kapacitetu da uradimo. Davali smo snimke naših predstava i ono što je bilo jako interesantno u prvom trenutku, prvog dana kad smo postavili prvu predstavu, mi smo imali 40.000 i nešto pregleda i nama je puko sajt. Ova situacija je najsigurna i moramo da se prilagodimo i da se naviknemo da živimo na nju. Како на театарот, затворени се вратите и на повеќето други културни институции и настани. За некој што сака да ужива во уметноста како Марковиќ, изборот е сведен само на симфонискиот оркестар, ако се најде место. Добро вечер. Добро вечер. Čini mi se da smo večeras u jedinoj kulturnoj instituciji koja ovih dana radi i priređuje neki program, makar na nekakav način. Jesam li u pravu ili možemo još negdje da se večeras u gradu obremo gde će da nas čekaju koncerti, predstave ili slično? Pa jeste, izgleda da večeras, kako što ste rekli, večeras jedino mi radimo. Kao što znate, od 18 časova imamo, ja se ne sjećam zadnji put kada je Niški simfonijski orkestar imao koncert od 18 časova, ovo je dakle po prvi put, možda i od postojanja. Применили смо све мере кои Републички кризни штаб донео. И во Скопје филхармонијата е една од ретките опции за култура. Го избравме концертот на пианистот Дино Имери и си ја пробавме среќата да купиме билет без резервација. Добро вечер. 2 влезници бе мола. Од вработените во филхармонија дознавме дека во нормални услови најдобро е да резервирате влезница за настанот што сакате да го следите барем 10 дена пред концертот. Но еве, вечерва на само 15 на минути пред да започне вечерашниот концерт, се уште има слободни места. Од филхармонија велат дека се можеби единствената ваква институција која по добивањето на протоколите за работа не одложила ниту еден настан. Во големата сала со речиси 1000 седишта смеат да влезат максимум 300 луѓе со задолжителна заштитна маска на лицето и дистанца. Исто е како и во времето кога немаше пандемија, освен што кога ќе ја погледнете салата каде што седи публиката, тоа е малку разредчено, ја нема онаа хемија и атмосфера која што ја има на редовните концерти кога салата е навистина полна, тоа е на прекрасна гледка. Бројот на уметници на сцената е намален, а и за нив важи посебен протокол при изведбата. Пианистот Имери смета дека кризата ја девалвира уметноста, но и прави повторно да започнеме вистински да ја цениме. Имаме многу голема заинтересираност од една страна, многу голема желба од наша страна како изведувачи нашите креации да ги споделиме со луѓето. И
сепак големи предизвици за сето тоа да оди подмачкано, што сигурно не е едноставно, особено за организаторите. Не можам да замислам свет во кој што културата би изгубила. Тоа би било пропаст за целиот свет, особено за едно општество како нашето. Овие концерти публиката може да ги следи и онлайн и на директни преноси на јавниот сервис, но велат чувството на концерт во живо тешко би го замениле дури и при епидемија. Вакви настани без публика го немат онај драж што го сакаме. Меѓутоа, колку што можеме, почести вакви настани, со помалку луѓе би било пожелно. Чувството на исполнетост и на смиреност и на богатство на душата што си го носиме после културните настани, ние што цел живот ги следиме, не се пополнува со ништо друго. По концертот, вообичаено е да се дискутира за изведбата, но оваа вечер немаше каде. Сите кафулиња и ресторани работат до 21 часот, а и групирање на отворено е забрането. Невообичаено, но за кафејана требаше да се чека новиот ден. Кафејана секако не е културна институција, но на овие простори врши и таква улога. Во нормално време, покрај јадењето и пиењето, тоа е место за слушање музика и размена на мислења. Сега музиката е забранета. Во кафејана обично се оди навечер, но сега рано затвораат, па преку ден појдовме на поеден пијалак со фолк пејачот Благоја Грујовски. Бевме единствени гости, а законот единствено овде дозволува маските да се тргнат. Музичарите се најмалку виновни за проблемите со короната. Причината за тоа што се забранети јавни настапи е публиката, а не музичарите. Затоа што музиката, не секоја музика, сега сериозна музика не води до качување на маси играње, туку тоа најчесто се случува во локалите. Грујовски вели дека естрадата не се само музичките уметници што ги гледаме на медиумите, туку и лјадници други кои лебот го вадат на терен. И естрадните уметници се луѓе како сите други, граѓани, и ние се соочуваме со истите проблеми, со истите закани. Ние сме сосема свесни што се случува. Едноставно треба да бидеме стрпливи, да пројде сето ова. Што би кажал покојниот Шабен Бајрамовиќ за овие времиња, може само да се претпоставува. Она што се знае дека во Ниш не може да се слушне ниту негова, ниту туѓа песна. Во кафеаните не е забранета музика во живо, но такви свирки со месеци не се одржуваат. Нема за кого. Книжевникот Марковиќ на кафеанска софра разговараше со Миша Јовиć, член на познатиот нишки ансамбл Грош. Посебно у нашим краевima, у нашем народу, практично нема живота без кафане. Sa eliminisanjem recimo kafane kao mesta susretanja i ta socijalna distanca je realno prisutna i sve prisutnija. Ljudi se udaljavaju jedni od drugih. Во Србија рестораните смеат да работат до 18 часот. Da je ovo prošla godina, verovatno ste vi već sad imali neke aranžmane za novu godinu. Ja bih ušao u kafanu, skinuo bi šešir, rekao bi dobroveče, naručio nešto da popim. Neko vreme posle toga naručio i neku pesmu. Međutim, trenutno sedimo u relativno praznoj kafani. Kakve vam emocije budi sedenje u praznoj kafani u ovim okolnostima koje su nastupile ove godine? Nas sedmorica smo 32 godine zajedno. Ne pamtimo ni mesec dana ovakvog vremena, a kamoli, evo, bit će i godinu dana će biti sigurno kako se razvija situacija. Znači, pola godine kao da ne postoji, kao da je nema. А ако во Ниш и особено во Скопје, COVID-19 речиси ја уби културата, што останува за помалите места? Спроти шарената џамија на брегот на река Пена е тетовскиот Чифте Амам, што датира од 15-тиот век. Во него сега е сместена уметничката галерија. Еден од ретките културни настани овој месец беше самостојната изложба на косовската сликарка Шкурте Рамуши со циклусот Рајот на земјата. Како што вели самата, уметниците во вакви околности имаат доста време и инспирација да творат. Besoj që njerëzimi duhet të vazhdojë të ardhmën përpara, e kom pasi një lloj ringjallje për të kthyer shpresa ndoshta tek njerëzit, pavarësisht se kom ditë se numri vizitorëve mundet me qenë i vogël, por besoj që arti është një lloj ndërgjegje
ndikon tek njerëzit pozitivisht ose negativisht për të rikthyer diçka të re, sidomos pas kësaj kohe që kemi pas vërtet shumë nevojë për diçka të re, inspiruese ose thjesht shpresë. На отворањето на изложбата имаше 15 посетители. Gjithsesi, nëse bëhet një krahasim nga viti i kaluar edhe këtij viti që kur ka kapluar pandemia, normal. Është mëse normale që kemi funksionuar shumë më mirë, kemi marrë frymë shumë më lirshëm. Realizimi i projekteve ka qenë mëse në kushte normale. Mirë po këtë vit, si që ceka edhe më herët, ne kemi probleme të mjaftueshme. Како во Македонија, така и во Србија, најголемиот дел од културните институции се финансираат од државните буџети. Па фактот што нема или е намалена продажбата на билети, нема да го загрози нивното постоење. Најмногу страдаат самите уметници и оние кои би сакале да ги видат и слушнат – публиката. Нишкиот социолог на културата Никола Божиловиќ првпат својата научна област ја наблюдува во вакво светло. Објаснува дека уметноста не постои ако не е споделена со публиката. Знате како, култура данас доживљава нешто што бар за нашeg живота nije до сада имала. Културу која покушава да се некако снаđe у новој ситуацији и која се uglavnom ne snalazi, jer u estetici i sociologiji umetnosti je poznata trijada umetnik, delo, publika. Znači, međuuticaj ili međudejstvo i takozvani feedback efekat koji dela ostvaraju na publiku. Нашите соговорници во Ниш, Скопје и во Тетово се согласија дека културата во моментов се дави. Но одлика на уметниците да бидат креативни, па во ситуација во која нема многу надеж, смислуваат начини како да не дозволат целосно да потоне.